Добро вечер, вие гледате Маркет 168. Ги има во македонските компании, но не премногу. Женскиот пол помалку е вклучен на челните позиции во бизнисот. Зошто е тоа така? Дали се нема доволна храброст или пак во предност се сепак мажите? На оваа тема вечерва ќе разговарам со моите гости. Љупка Наумовска, собственик на PR агенцијата Ханибис, и Валентина Тасева, директор на Семус Едукација. Добре дојдовте во Маркет. Добре да најдовме. Колку женскиот пол е вклучен во бизнисот? Развиено ли е кај нас женското предприемништво? Воопшто кога разговараме за вклученоста на жената во било која општествена сфера преку нејзиниот професионален или интелектуален развој, можеме да дојдеме лесно до бројките дека постои сериозна диспропорција на тема машко-женска застапеност. Имено, ако тргнеме воопшто и од други сфери, не само бизнисот, од 196 земји во светот, лидери се жени на само 9. Од сите компании во светски рамки, на помалку од 15% компании на челните позиции се жени, значи останатите 85% се мажи. Гледано во македонски рамки, жената лидер во било која сфера се застапена уште помалку. Согласно последните податоци кои што се јавно изнесени, помалку од 4% од компаниите во Македонија регистрирани се поседувани од жени. Така да постоеше во известна мера некаква привидна или наводна позитивна афирмираност на жената, но вистината е дека тие разбранувања не се вистина, туку се привидни. Причините за тоа може да ги дискутираме, но ова се фактите. Да, овие поразителни бројки говорат дека жените се помалку вклучени во бизнисот. Зошто е тоа така? Се нема доволна храброст или пак не се ризикува? Јас мислам дека доста се должи на улогата која што жената ја има во нашето општество. Освен професионалниот и бизнис дел, кој што вклучува низа познавања, како експертски, технички, така и познавање од аспект на бизнис. Дополнително секако останува и она друга улога која што ние ја имаме. Улога на мајка, улога на сопруга, тоа се дополнителни обврски, дополнително време. Че некако денот кој што е составен од 24 часа често пати не е доволен, па дел од нешто мора да се скрати. Дали е тоа од сонот, од одморот, од посветеноста кон семејството или пак од спротивната страна, посветеност кон работата, мора да се направи баланс, или пак е причина зашто повеќето од жените не се. Иако мене, ако ме прашате, јас не лично како човек и како особа не премногу се согласувам со оној поим на женско-машка поделеност или улога во бизнисот, од причина што и жените подеднакво како и мажите мора да платат данок, мора да се грижат за финансии, мора да се грижат за вработените и така натаму. Така. Колку тука државата помага? Дали постојат субвенции за поттикнување на ова женско предприемништво и почнување на собствен бизнис? Оно што јас го знам е дека постојат известни обиди и напори за афирмирање и поттикнување на жената да се види себе си во креативните и професионалните води, како што се организации кои што добуваат признание за жени менаџери, но од оваа година за прв пат забележав во рамки на Министерство за економија проект за субвенционирање, значи неповратни средства за охрабрување на жените кои што се сопственички на бизнис, и Министерство за економија го храбрува преку паричен надомест на некои елементарни трошоци поврзани со тековното работење. Но суштината аналогно на претходното прашање е дека нити една субвенција или нити една сума не може да не поттикне нас да станеме нешто повеќе, може да ни потпомогне на краткорочни цели, но суштината е дека ние треба самите да умееме и да знаеме да се видиме како лидери, бидејќи во суштина и тоа и сме. Можеби постојат индустријски гранки кои повеќе лежат на жената и индустријски гранки кои повеќе му лежат на мажот, бидејќи ние природно се разликуваме. Гледано од страна, тие се можеби подобри стратези, но ние сме подобри тактичари. Ние се можеби подобри планери, но ние имаме подобро естетско око. Па затоа ние сме сноѓаме можеби подобро во дејности кои што ги преферираат овие аспекти, можеби едукацијата, баш пиарот и маркетингот, останати дејности кои што бараат естетиката, а не ретко можеме да видиме маж на чело на IT индустријата, сека чест на исклучоците, на чело на градежните компании и така натаму. Значи, можеби, ако навлеземе подлабоко во оваа проблематика, треба да дискутираме дали квалитативно сме доволно застапени, не толку квантитативно. Каква е состојбата во IT секторот? Кој доминира?
Постојат официјални бројки од значи објавени од страна на МАЗЕТ, Македонската асоциација за информатичко-комуникацијска технологија, дека жените се само со 20% застапени во оваа индустрија. Од вкупниот број на вработени, за жал, само 20% се жени. Така. Вие сте позитивен пример за почнување на собствен бизнис. Од неодамна ја основавте PR агенцијата Ханибис. Што беше присутно за овој потек? Да се видите себе си во одредена индустријска гранка, првенствено треба да имате природни предиспозиции за таа гранка, потоа да ги надградите или храните со едукација и пракса. Секој што го познавам е успешен во бизнисот за комуникации, без разлика дали се работи за маркетинг, PR, дури новинарство, сметам дека првенствено треба да е природен комуниколог. Треба да ги сакате луѓето, да умеете да се храните од нив, што во суштина тука се препознавам и себе си. Но да основате своја фирма во таа гранка бара да го имате оној позитивен немир, што барем јас го имав и луѓето што ми служа мене како позитивен пример го има. Јас работев претходно во неколку компании каде што имав дури и забрзан развој во однос на некаков просек, но секогаш имав една потреба за повеќе и повеќе кој што на овој начин ја реализирав. Така да, прилика. Вие сте на чело на Семус Едукација. Да. Добивте и награда за оваа година Супер бренд. На што се должи тоа? Признанието Супер бренд е кој што го доби Семус Едукација е за нас потврда, доказ дека сме работеле добро. Семус Едукација постои 16 години, 15-тата го доби ова признание и низа пати сме се прашувале, добрата страна на нашата фирма е тоа што ние имаме одличен тим, сплотен тим, ние многу разговараме меѓу себе. И често пати се прашуваме дали сме на добар пат, дали добро работиме, дали оние одлуки кои што ги донесуваме секојдневно се вистинските, колку влијаеме на пазарот, колку го следиме пазарот, колку влијаеме на IT индустријата, колку пак ја следиме IT индустријата, колку ги носиме новините, кои што се светски, нели, признаени, колку сме храбри да се осмелиме, да ги донесеме, колку тие ќе бидат прифатени од пазарот и така. Сите тие секојдневни прашања беа потврдени со оваа награда, дека сме навистина на добар пат. Една од главните придобивки и она кој што ние, например, беше првиот коментар кој разбравме дека сме добитници на наградата Супер бренд, беше да, па ние секојдневно се грижиме за нашите клиенти. Че нашиот клиент е број еден, грижата за корисниците е она што не мотивира, дали се тие задоволни, дали го добиле она што го очекувале. Секојдневно се прашуваме, значи, што и да правиме, кој е бенефитот за нашиот клиент. И мислам тоа, сето тоа, начинот на кој што се работи, ова наше секојдневие всушност придонесува за брендот. Супер бренд е награда за добар бренд. Така, вие директно сработувате со македонските компании на кои им нудите услуги за односи со јавност. Каква е соработката? Колку нашите менаџери знаат за односите со јавност? Дека е недоволно истражена и истовремено и комплексна дејност, тоа е вистина. Но дека се потенцира премногу колку нашиот бизнис пазар е незапознаен, што е тоа маркетинг, што е тоа бренд, што е тоа PR, мислам дека малку се претерува. И обично тие критики доаѓаат токму од чинителите на маркетинг пазарот, што за мене е погубно, барем за нив. Често пати наидував на изјави и тоа од јавен карактер, како македонскиот бизнисмен нема поима што е маркетинг и PR. Ако после 20 години функционирање во овој систем, мојот пазар не знае што е маркетинг и PR, тогаш единствениот виновник за тоа сум јас и никој друг. Како што напоменав, комплексна е услугата и една од ретките услуги чиј што успех е директно и пропорционално врзан со инволвираноста на примачот на услугата, значи со самиот клиент. И во голема мера зависи од неговата соработка, трпение, изложеност, доверба и така натаму. Но она што навистина недостасува во оној линк помеѓу маркетинг и PR пазарот и бизнис пазарот е едукација и креирање на свесност во абнормални услови на функционирање, поточно во посткризни моменти. Она што функционираше до 2008 веќе не функционира. Традиционалниот медиум ја губи својата основна функција, добива нова. Така да во фокусот треба се стават нови елементи, како што е довербата и економичноста, и на тој начин можеби ќе се врати довербата, барем вреди да се проба,
она изгубена доверба на бизнис пазарот и одново да се едуцира и да се воочат тие предности што било која комуникацијска стратегија, без разлика што става во фокусот му нуди. Актуелен проект кој во моментов го спроведува СЕМОС Едукација е проектот за вработување. Што всушност нуди и посредува? Овој проект значи преквалификација или пак доквалификација на невработени инженери од било која техничка струка со цел да се здобијат со светски признаени дипломи од најпознатите светски имиња, како што се Microsoft, Cisco, Oracle, Java. Со проектот се опфатени неколку обуки и на крај полагање на испити. Јас сум доста горда со фактот дека посетеноста на обуките беше 100%. Од 260 испити кои што ги обезбеди Агенцијата за вработување и Министерството за информатичко општество за невработените 140 лица, од 260 испити 254 беа полагани. Процентот на положени е 70%, значи Македонија во моментот располага со нови 70 инженери, односно 70% од 140 лица. И интересниот факт е тоа што ни за странски компании, како и домашни, да кажеме како и државни институции, деновиве интензивно приоѓаат до нас, барајќи ги овие кадри. Значи, веќе едуцирани, веќе сертифицирани. Да, добро е што има едукација, но ќе најдат ли брзо работа? Да се надеваме, да. Значи, фактите велат дека во IT индустријата не достигаат инженери. Не достига кадар, да. Не секогаш недостигот може да се покрие со оној степен на знаење кој што постоеше. Меѓутоа, на овој начин, со дополнителна обука и сертификација, верувам дека многу брзо ќе бидат вработени. Криза и глобална, но и во Македонија. Како во овие услови се води бизнис? Многу едноставно. Тоа што важеше порано веќе не важи. Не можеме со истото мени да се нахраниме кога друга форма на глад чувствуваме. За економската криза збореше и допрва ќе се зборува и не верувам дека ќе напишти и до година, дури може да има и подлабоки ефекти. Но тоа е тема која што е толку многу експлоатирана, што истовремено се понудени бројни решенија за излез од истата. Клучен збор за неа е да се издржи и да се биде флексибилен во промените на бизнес моделите. Колку побрзо се адаптираме, толку подобро ќе го издржиме овој период. Оно што мене ме загрижува е што покрај економската криза чувствуваме една психолошка криза. И нешто мене сериозно и ме вознемирува е што сведочам, а не би сакала да е така, или барем сме окружени со една закржлавена амбиција, која што не би требало да се случува, бидејќи кризата е место каде што се креираат нови правила, оние што се активно вклучени во истата може да се јават и како креатори на новите правила и од тоа подобра можност нема. Значи, прашањето е дали гледаме чашата полупразна или полуполна. Има ли криза во IT секторот? Нова прашање, знаете, секојдневно го барам одговорот и целосно се согласувам. Мислам дека работата е во пристапот. Дали чашата е полуполна или полупразна. Значи, ако на недостигот на амбиција, да се надоврзам, верувам дека влијае многу и она секојдневие. Значи, нас не е најлесно да кажеме леле криза. Супер изговор. Готово. Зашто ќе се обидам ова да го направиме, зашто ќе се обидам она, или ова не успе од причини криза. Значи, кризата ни е одличен изговор за сите наши проблеми и успеси и неуспеси. Зошто да не ја гледаме како мотивација? Дали има криза во IT индустријата, би рекла официјалните броеви велат да. Значи, официјалните броеви кои што јас ги добив неодамна од Масет велат да. Истовремено, тоа за нас може да значи и потик и начин да бараме нови пазари. Имав можност во тек на своите постдипломски студии да бидам во Љубљана и да видам дека за словенците не е Словенија пазар. Значи, Словенија е пазар еднаков на Македонија. Ние имаме иста големина. Додека ние размислуваме колку е нашиот пазар лоциран во Скопје, за жал, словенците размислуваат колку е нашиот пазар лоциран во Европа или глобално. И ова беше пред низа години. Она што конкретно за СЕМОС Едукација значи кризата е мотивација да глобалниот пазар биде наш пазар. И за IT индустријата
да се навратам на неа, Македонија има едуциран кадар, Македонија има одлична географска позиција, до нас се стига многу брзо, ние имаме одлична временска зона. Добар дел од нашите млади луѓе зборуваат одлично англиски, што не се среќава на секаде баш така лесно. Или бар акцентот е многу чуден. Значи, кога го зборуваат англиски, го зборуваат чудно. Така да ние ги имаме сите предуслови за излез надвор, што може да биде за нас добра појдовна точка од аспект на криза. Значи, кога надвор е криза, а ние имаме цени какви што имаме, нели, кои што се сериозно конкурентни, ние сме како држава и како индустрија, како IT индустрија, сериозно конкурентни и пред нас стојат низа можности. Да, треба да се работи на знаење, да, треба да се работи на правила, на бизнис однесување, на сертификации, на дополнителна едукација. Меѓутоа, можностите се тука. За нас кризата треба да биде можност, а не проблем. Така, велите дека македонските компании не се толку активни, плашејќи се од сите ризици кои доаѓаат главно од надвор, но каква е тука соработката и со банкарскиот сектор? Колку во вакви услови може да се дојде до кредит? Од она што го знам, бидејќи не сум директно инволвирана во индустријата, е дека кога е криза се носат нови регулативи, правила од Народна банка, кои што и нив ги лимитираат во делувањето и самите сме сведоци дека од она експанзија во банкарскиот свет што постоеше до 2008, дека сега го сведочиме токму спротивното. Секоја финансиска институција кога носи својата деловна одлука за финансирање или не, калкулира профитно, калкулира истовремено и ризик. Така да од нив потекнува кризата и тие се директни чинители па и на опоравокот. Од таа причина па мора да се крајно одговорни. Кога зборуваме за почнување свој бизнис и активна улога на женскиот пол, неодамна вие добивте награда од Европската банка за обнова и развој, токму во Казахстан, каде што се закитивте со титула жена менаџер. Каква е, ако направиме една компарација, какви се таму условите за да се почне и да се влезе во светот на бизнисот? Како што споменав на почетокот, јас никогаш не сум го гледала светот, бизнис светот како женско-машки, него секогаш оние бизнис правила нели влијаеле на растот, на развојот, на одлуките и така натаму. Сега искрено бев многу изненадена. Значи една жена во Астана, главен град на Казахстан, за да започне свој бизнис, мора да реши или да помине 57 различни институции. Кај нас секако не е таков случајот. Бев изненадена како спротивност на Астана Лондон. Значи на конференцијата беше Чери Блер и таа го водеше панелот за жените во бизнисот и незиното искуство беше дека која студирала, една приказна, значи која студирала, биле колеги заедно со незиниот сопруг, со Тони Блер. Така. Се бореле заедно за иста позиција и тој бил начинот на кој што тие двајца се запознале. Чери Блер, покрај тоа што имала многу подобри оцени, многу подобро или побрзо време на дипломирање, на завршување на студиите, сепак него добила работното место, туку го добил Тони Блер. За да и се одолжи, тој ја поканил на вечера. Мислам, на тој начин започнала нивната врска. Меѓутоа, и таа тргнала на своето излагање тргнала од фактот дека дури во Лондон правилата се многу поконзервативни и улогата на жената е многу како да кажеме, дали потешка или во понеповолна ситуација. Некое мое или некое наше искуство вели дека сепак ние доаѓаме од нашата историја како држава, не ги става жените во толку обесправена ситуација во однос на она што постои во светот. Дали жените треба сами да си ги избришат бариерите? Кога одлучува да почнат свој бизнис? Дефинитивно, како и да ја вртиме работава, од која призма да ги гледаме нештата, нас ништо не ни е забрането, нити ни е оневозможено. Условите за студирање се подеднакви за сите, условите за работување се подеднакви за сите, условите за формирање фирма се транспарентни, не мора 57 решенија да обезбедам. Ние често пати сами себе си се ставаме во позиција на ние првенствено сме мајки, ние што и да правиме во животот, ние уште пред да станеме мајки сме мајки. И тоа така и нека остане. Но проблемот е што барем второстепено да сме друго. Апропо разговорот за си ја користиме кризата како изговор, ние знаеме, барем сведочам за жал
случаи кога жените викаат јас сум жена и не морам баш да сум во бизнисот. А во подоцнежните години кога освен на физичкото присуство како мајка доаѓа ред да се биде и интелектуален идол на своите деца, тука себе си не може да се пронајдат. Така да го истиснуваме во целост, барем јас се земам за право да го истиснам тоа дека мајчинството, природното мајчинство е конфликтно на кариерниот развој. Дури мислам дека е комплементарно. Може да се надополнам. Да, комплементарно од причина што последниот збор, нели, комплементарност, кога создаваме како жени нешто, обично нашата природна тенденција е да го зачуваме, да го растеме, да го направиме препознатливо, успешно, значи дали е тоа нашето дете или дали е тоа нашата компанија, значи нашиот природен вроден импулс е да му се посветиме максимално и да го заштитиме во раните фази, да го пораснеме во подоцнежните фази, така да дури тоа чувство може да биде предуслов или некојаш може да биде и главен фактор за успехот. Така. Што е клучно за успешно менаџирање во една компанија? Јас би рекла, како и во секоја друга професија, две работи. Знаење и посветеност. Пасија, посветеност, кој да е синоним. Значи, ако го поседувате потребното знаење за да сте лекар, за да сте адвокат, за да сте учител, професор, на ист начин е неопходно познавање и во бизнисот. Значи, компанијата, дали е мала или голема, е ентитет, таа е организам на свој начин. Како што детето е човек, дали е мал или е голем, нели, е човек. Функционира на сличен начин. Значи ги има рацете, нозете, сите органи. На ист начин и компанијата ги има сите своји функционалности, маркетинг, финанси, човечки ресурси, развој, стратегија и така натаму. Значи, дали е мала или е голема компанија, може да ја разликува само фазата во животниот циклус. Меѓутоа, за да биде успешна е потребно знаење. Сега вториот момент, посветеност, како и во секој друг бизнес, мора да го има. Страст секако. Да. Едукацијата како првенствено важна, но има ли услови и смелост кај младите бизнисмени да почнат и да отворат свој бизнис? Каква е општата клима бизнис? Пред неколку дена бев гостин предавач во една невладина организација која што токму работи на инспиративни модели, програми и проекти за започнување на бизнис кај млади и веќе едуцирани лица. Не можам да го откријам коренот на проблемот, но дефинитивно постои. Сите во главата имаат идеја, но постои сериозен јаз помеѓу мислата и акцијата. Дури постои проблем да ја раскажат, како да не се доволно храбрини да ја раскажат во рамки на таков проект својата идеја. Не можам да бидам сигурна од каде потекнува проблемот. Можеби затоа што предприемништвото воопшто и како предмет почна да се изучува неодамна и во нашето образование. Ние не сме го ни учеле. Да, сега се актуализираше. Релативно малку позитивни примери. Релативно малку позитивни примери. Позитивните примери не се истакнуваат, за жал. Да. Би се осврнала повеќе на неформалното образование. Така. Тоа е тоа што ги поттикнува луѓето, неформалното образование, работилниците, семинарите, симпозиумите, каде што спикер или модератор е некој позитивен пример. Ние имаме крајно успешни македонски приказни бизнис, кои што треба да бидат истакнати. Ја не викам да не им се придава значење на странските презентери, но не можеме да очекуваме од некој мегаломан да ни каже како да функционираме во микроопштество, затоа што не знае. Затоа што не бил тука е на минување. Попрво би обрнала внимание на македонските бизнисмени кои што почнале од никаде или од минус и станале ова што се сега, а ги има. Така, Семос едукација постои 16 години. Какви беа условите тогаш, какви се сега? Нуди ли повеќе сега државата за почнување и развивање на бизнес? Ние се наоѓаме во динамична индустрија и мислам дека она што се случува во IT индустријата едноставно е двигател или главниот фактор на тоа како работи Семос едукација. Државата може би не толку колку што условите на пазарот. Значи, ако пред 16 години знаењето на Word и на Excel и на Office програмите беше нешто што беше главна топ тема, ние низ годините многу се придвиживме на кај професионалните обуки. Постои еден термин кој што вели digital natives за новите генерации, на кој што природно
им е вродено познавањето на компјутери. Значи, вашиот син или мојата ќерка од 9 години немаат некаква потребна едукација за да знаат да стават слика на Facebook или пак да комуницираат на Facebook. И тоа за нив е нормално обкружување. Истовремено, Европска комисија вели и дека во 2015 390.000 работни места во рамки на Европа ќе бидат непополнети и процентот на невработеност од 4% ќе скокне до 21%, повторно зборувам за младите. Од причина што 95% работните места ќе опфаќаат познавање на IT, на ICT, на информатичко-комуникацијска технологија, меѓутоа младите не сметаат дека треба да се едуцираат. Тие се digital natives, тие природно знаат, меѓутоа се digital illiterate, значи не знаат од она познавање на информатичка технологија да го преточат во правилно користење на компјутерската технологија. Значи, кога учите англиски, учите граматика, кога учите компјутери, не сметате или сметате дека знаете и не сметате дека треба правилно да ги научите компјутерите. И во компјутерскиот свет и во компјутерската едукација има правила кои што мора да се научат. Да се навратам назад на вашето прашање, семус едукација, дали државата ни влијаеше, ние повеќе бевме освртени кон општеството и кон индустријата, сметајки дека ние влијаеме на индивидуалецот, преку него на компаниите, преку нив на општеството, и тоа е круг кој што после нас повторно ни ги враќа нашите слушатели назад. Така, да, вложеното сепак после има бенефит. Рековте пред малку дека треба повеќе да се истекнуваат успешните македонски примери и приказни. Колку тука државата ги форсира странските инвестиции со сите бенефиции што се нудат, а во исто време се занемаруваат домашните? Какво е вашето искуство од соработката со македонските компании? Дека постојат поволни услови за влез на странски инвестиции во државата, постојат. Какви се бенефитите на домашните инвеститори, не сум запознаена, но сигурна сум дека знам дека постојат компании кои што дури во услови на криза успеа да се надминат себе си, да профитираат или да извезат во рекорден број на земји, што пак од друга страна беше резултат според нивните изјави на долгогодишен успех во преходните години. Не можеме да очекуваме цело време од некој надворешен фактор, најчесто ја спомнуваме тука државата, да ни ја крои судбината. Креатори на судбината сме ние. И работите се најчесто сиви на краток рок, обично се или црни или бели. За оној што се труди, порано или подоцна, успехот ќе дојде, за оној што се труди уште повеќе ќе има уште поголем успех и едноставно такви се работите. За оние што не се трудат, а очекуваат да успехот дојде од страна, најчесто и не доаѓа. Жена менаџер, оваа награда ја добивте, рековме и сега од Европската банка, но ја добивте пред неколку години тука во Македонија. Да. Што значи за вас ова? На ист начин како и за компанијата за семус едукација, значи признание за вложената работа. Бара жртви, начинот на работење, жртвите се повеќе од аспект на времето кое што го давам, меѓутоа тука и задоволството. Че не можеш да се занимаваш со нешто толку многу и толку интензивно доколку не го сакаш. Мене ми е огромно задоволство и предизвик, игра, и кога ќе се најдеш во тоа, значи кога ќе го најдеш задоволството, тогаш е лесно. Јас просто да се доврзам, ги жалам луѓето што го работат она што не го сакаат. Да, многу значи. Тогаш терминот е работа, ама кога го работиш она што го сакаш, тогаш веќе друг збор треба да бараме, не работа. Да, какво беше искуството кај вас и каков потик беше оваа награда? Јас лани за 2011 ја добив и една е силата и муките на наградата кога ќе ја добиете во известна зрела фаза на својот професионален развој, тогаш навистина е заменатиот труд и за нешто што е видливо за сите. Јас имав таа среќа да ја добијам во една рана фаза на мојот развој и во мојата награда не значи само она што е постигнато за овие години, туку и одговорност за она што допрва треба да го постигнам. Јас во неколку наврати споменав дека тоа на некој начин си го носам како една невидлива круна и никогаш немам намера да ја симнам, колку и да звучи нескромно. Значи сериозен поттик и дава сериозна емотивна сила што пак на нас жените во бизнисот ни е особено потребна.
За да бидат успешни, мора да бидат пред се лидери во тимот. Тука се пресудни идеите, визијата. Би рекла и тимската работа. Така. Значи, тоа е дополнување на она што вие го велите. Визијата, да. Некое мое искуство вели, значи јас настојувам во рамки на оваа емисија да го пренесам на некое мое искуство или некој мој заклучок за сегашната работа како поттик за идните жени во бизнисот. Искуството вели дека се што правиме денес ќе се одрази после 6 до 9 месеци. Значи сите чекори денешни ќе имаат последица и видливост после половина година. Визија треба да се има. Без незе секако нема да знаеме кај сакаме да стигнеме. Меѓутоа не е само толку визијата колку што постојат многу работи кои што може да ни помогнат, нели како ќе измериме визија? Ако разговараме со него, како ќе квантифицираш визија? И ние имаме некаква тенденција да тоа го пренесуваме еве и дома со син ми секогаш квантифицирај, значи обиди се да го опишеш со бројки тоа што сметаш дека треба да го постигнеш. Какви да се броевите? Дали е пари, дали е време, дали е број на вработени, дали е проценти? Што и да е, меѓутоа број мора да постои. Она што ние го користиме како алатка при нашето одредување на визијата е меѓународните правила и лесно е. Значи сите, барем во IT индустријата, има глобални системи на кои што кога си спремен да платиш, значи колку и да чини тоа, ти очекуваш дека утре ќе ти се врати тоа е инвестиција, тоа не е трошок. Да. Ако си спремен да платиш, ќе ги добиеш бројките. И тогаш лесно можеш да се мериш. Се согласувам со тоа дека и во IT индустријата јас многу често сум добила коментар: ние сме назад. Не сме назад. Не сме толку назад. Можеби сме малку назад. Но сепак се применуваат тие меѓународни. Зошто да не се обидеме да го гледаме пазарот глобален, па нашите паметни луѓе и нашите паметни инженери нека не се селат, нека останат тука и тоа нека работат за странство. Тогаш сите предуслови технологијата денес ги дава. И јазик, и интернет, и реално време, и комуникација на далечина и така. Визијата е еден момент. Лидерството е вториот момент кој што тука веќе малку потешко можем да квантифицирам. Останува тимската работа која што е предуслов. Без добар тим тешко се успева. Дали освен едукацијата и сите овие карактеристики што ги спомена Валентина, потребен е талент за бизнис? Јас лично стојам на она стојалиште дека лидерот се раѓа, менаџерот се гради, но лидерот се раѓа. И во група од 3 мали дечиња на 5 годишна возраст, едното ги води другите. Така да лидерството е потенцијал кој што понатаму треба да се храни, едуцира, надградува, но првенствено препознае. Ако сте фокусирани, ако имате јасна визија, ако имате јасна цел каде одите, не велам дека не треба некош да скршнете, но ако се движите напред, не слушајќи ги другите, тоа е правило број 1, не ги слушајте другите, само слушајте за себе си. Ако е тоа па поттикнато за силна желба и страст, зачинето со голема доверба во себе, без доверба воопшто не треба да се тргнува никаде, тогаш успехот е неизбежан. Тогаш и се појавуваат сами приликите, луѓето и ситуациите, само треба да ги препознаете прво и потоа зграбите. За крај, за вашите идни планови, кои се идните предизвици за СЕМОС едукација? Ние многу настојуваме да ги гледаме можностите, значи очи широко отворени. Имавме една таква реченица. Да не ги спуштиме, значи да ме прашате стриктно сега кои се плановите. Знам да кажам дека ние ќе се придвижуваме кон оние правила кои што важат во светот глобално, не само во IT индустријата, туку генерално, значи онлайн или пак работењето во реално време, едукацијата во реално време. Дали е таа онлайн или е баш во реално време на далечина, тоа се некои наши идни краткорочни планови. Така, Наумовска? Како агенција и како прво лице на агенцијата зборувам во име и на мојот тим и понатаму ќе се обидеме да го продолжиме она работење кое е започнато во насока на истакнување на поинтерактивните и нетрадиционалните маркетинг комуникацијски миксови, предводени пред се од герила маркетингот, од формирањето конференции и настани со специфични теми. И најмногу во фокусот ги ставаме општествената одговорност, која што лично веруваме дека е најсилниот или барем шестиот елемент на маркетинг миксот. Ви благодарам што бевте гости во Маркет 168. Благодарам.
Почитувани, останете со Алфа, имајте пријатна вечер.